Добар ден! Стартува најхуманата емисија на овие простори Срце на дланка. Моето име е Оливера. Добро ги знаете начините на пријавување во емисијата преку телефонскиот број 075-304-405 или пак преку социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Од неодамна можете да го следите и нашиот YouTube канал, каде што може премиерно, но и репризно во секое време да ги следите сите стории кои што ги емитуваме во Срце на дланка. Знаете дека пријавувањето може да го смени вашето тешко живење, вашата тешка животна приказна. Мојот долгогодишен пријател Ниче Димовски Македон често знаеше да каже: светот би бил многу побаво место за живење само доколку го користиме најмокното оружје во вселената, а тоа е љубовта. Тој знаеше да каже и дека човекот ја има таа моќ да ја канализира индивидуалната во колективната свест и на тој начин да патува во иднината и да ги користи сите убавини во животот. Ајде да искористиме ова кое што денес ќе го имитуваме и да го промениме животот на двете семејства кои ќе го стават своето срце на дланка. Секогаш сакаме кога ги ставаме успешните приказни пред јавноста, она за кое што и самата јавност е заслужна. Вашата хуманост направи денес едно многудетно семејство да живее многу подобро. Да видиме како и што се случи во семејството на Љупчо Комненовиќ од село Кочевиште. Изминативе 14 години во семејството се раѓаат вкупно 8 деца. Децата за нив се берикет, среќа, радост, надеж, живот. И иако најдобриот начин за воспитување на децата е љубовта и личниот пример, сепак во случајот кај Ленче и Љупчо ќе се покаже дека ниту љубовта, ниту желбата за многудетно семејство не се доволни за тие да заспиваат среќни. Денес овие деца немаат услови да се школуваат и надоградуваат, а родителите изгорени од желба да ги израснат своите цвеќиња, се принудени на минимален сон, максимални грижи. Грижи кои се повеќе им тежат на плеките. Па лако храна бараат повеќе. И за млеко нема и стои скапо, и с тие пари не се купува. Сега што имаме тука во Буто поминува од работа, има бајат леп. По 10 леп. Пред 2 години вашата сторија се објави на Срце на дланка и народот беше запознаен со вашата приказна, со вашата тешка судбина, со вашиот тежок живот. Веројатно, веднаш по емитувањето на нашата емисија имаше и помош од добриот народ. Да, имав. Во каква форма? Што ви се помогна? Па се облека, храна, усве, али претежно за децата храна. Млеко, се уместни и така работа. Спона во континуитет веќе после 17 години, меѓутоа нашата капацитетност и досегашна активност беше со скромни помагала да ги посетуваме социјално ранливите категории, а сега е ова сериозна и голема логистика со сериозни донации, и ете во максимално краток рок никнуваат куки. Поголемиот чекор беше пред неколку месеци потегнат. Како што гледаме тука зад нас има едно ново здание, тоа е вашиот нов дом, вашата нова куќа, која што од денес веќе ќе ја вселите. Да. Ви даваат клучна рака. Ајде пофали ми се и кажи ми ги убавите ви. Се благодарим на овој тим, прекрасен тим, што е од Срби за Срби. Мене ми се чини се направи за месец дена, не за 3. Верував, али не бев сигурен, пошто денес кажеш не можеш да одиш, али еве дојде време да се уверам дека има добри луѓе и ми направија за моите дечиња, за моето семејство, да има своја соба, да легне, да може да живи, услов за живот. Ова е едно од семејствата што ние првично го снимавме во Срце на дланка за Алфа телевизија и навистина ни е драго што ете сме биле можеби мал
чекор напред за да успее ова семејство? Нашата активност беше да со нашите СМС броеви, со македонските оператори А1 и Телеком ги поттикнеме нашите членови, нашите луѓе во нашите простории во Спона, во центарот на Скопје да донираат. Некогаш сме активни со хуманитарни концерти и со настани донаторски вечери кои го поттикнуваат исто свесност, меѓутоа многу голема е разликата кога човек физички ќе дојде и ќе го види начинот на живот на овие луѓе, на овие деца, и со тоа само се трудиме да воспоставиме мост на разбирање и да проникнеме во нивните навистина гоешти потреби да имаат еден нормален живот. Овој обект го започнаме на 24 август 2022. До овој момент неполни 3 месеци од фаза темел и клучна рака со комплетно внатрешно уредување. Сметаме дека тоа е едно кратко време или доволно време. Битно е дека пред зимата децата денеска ќе ги сместиме во услови кои се достоинствени на човечкиот живот. И кога ја снимавме во Срце на дланка нивната сторија, времето беше исто вака, ладно и врнежливо, и денес, меѓутоа, денес повеќе не се грижам, затоа што навистина дома ќе им биде топло, тие ќе бидат срекни, згрижени и ќе живеат како и останатиот свет. Пораката моја е да сите на свој собствен и во граници на можности начини да допринесеме, макар со мал дел да помогнеме деца и само деца. Они заслужуваат нашето внимание. Јас ова година и во минатата година секупно сместив некаде околу 52 деца на територија на Република Македонија. Срцето ми е полно со хуманост и со љубов и исполнетство. Мене ми е навистина многу драго. Хвала. Ќе ти посакам многу убави моменти во новиот дом и да ги охрабриме сите оние кои што сепак имаат потреба. Не треба се срамат. Што тоа што се срамат, они губат. Повеќе тонат. Што треба да бараш. Ако не бараш, никој не ти дава ништо. Ако не сум бара, ова куќа не ми поклоня никој. Еве, дојде време да ми се поклони. Со екипата бевме во село Удрено, во Гиновци, кај Драган Гане Тодоровски. Тој има неколку деца, многодетно семејство, но тешки услови за живот. Не секогаш живеел така, сепак одлучи да го стави своето срце на дланка, бидејќи една несреќа која што му се случила во Русија, за секогаш ќе стави печат во животот на него и на неговото семејство. Драган Тодоровски со својата сопруга Злата имал убави замисли и визии за животот. Уште пред неколку години заедно со неа започнува да гради дом за своето семејство во селото Удрено Гиновци, каде непосредно и се наоѓаат остатоци од старата куќа во која го минал детството и која им се заканувала во секој момент да падне врз нив и децата. Како млад, но и како семен, тој печелел во туѓина и со Злата не верувале дека еден ден ќе дојдат до просијачки стап. Но несреќата што еден ден како градежен работник ќе му се случи во Сочи, Русија, ќе ја прекине низата од срекни денови во животот на ова семејство. Многу негови колеги тој ден загинуваат, а тој ќе остане повреден и вратен во родната земја. Од тогаш веќе ништо не е како порано. Иако останува жив, веќе се тргнува надолу. Куќата останува карабина, а Гане, неспособен за физичка работа поради операциите, дури нема да може и леп да обезбеди за семејството. Децата растат и бараат основни услови за живот. Затоа последните години ова семејство почнува да влегува во агонија. Приход немаат од никаде, освен ако отидат со децата во планина да берат чипки и да ги продадат за да купат брашно и замесат леб. И нема поголема болка, ке речат овие несрекни татко и мајка, од тоа да создадеш нов живот, а да немаш услови да му овозможиш убаво да живее на своето дете. Нивните деца, освен за компир, граф и суп леб, за друго и не знаат. Нова облека од продавница не облекле, па затоа Гане со сопругата Злата одлучија да застанат пред јавноста и со солзи да го стават своето срце на дланка. Драган и Злата потекнуваат од село Удрено. Живееле во оваа куќа зад мене долги години, се додека не се сплашиле дека таа куќа ќе им ги поклопи децата. Затоа денес живеат во куќа која што се уште во фаза на карабина, но тешко преживуваат. Добар ден.
Како сте, Злата? Добро, правам ручек. Правите ручек. Што правите? Компир. Зошто кумпир? Епа, нема лед, нема брашно. Тоа ви е единствениот избор што можете да го дадете на децата. Колку деца имате? 5. 5 деца. Каде живеете? Во оваа куќа тука? Ова куќа. Каков ви е животот? Како поминувате? Малку тежа. Немате никаков приход, но Приход нема. како обезбедувате средства, пари? Пари Преку што? преку шипка. Берете шипки? Шипка. Сите заедно. Сите заедно. Кога удиш и ти, како го оставаш малото? Гледам имате и бебенце. Го носам. Со вас го носите. Без оглед какви се временските прилики, дали врне, дали... Кога Ето. облачам и тоа. Но, билите тешко се живее и затоа сакате да ја раскажете вашата животна приказна. Драган потекнува од Гиновци, каде во старата куќа од татка си го минува детството. Има еден брат кој умира многу млад на само 48 години, а тој одлучува прво нешто да спечали, а потоа да создаде семејство. Но старата куќа повеќе нема да биде место каде мирно ќе спие ова семејство, бидејќи постоела опасност да ги затрупа. Па затоа Гане одлучува да печали во туѓина, каде еден ден, после еден несреќен случај, неговата Злата ќе останеше без сопруга, децата без татко. За среќа, тој останува жив, но поради повредите во родната земја, тој продолжува тешко да живее. Каде порасна точно? Во која куќа? Овде е уној куќа. Но тамо Старото куќа. имаш ли браќа, сестри? Брат ми умре, Црногор. И си он како мене загина таму. Ја па теше загину у Русија. Ама ја се врати жив и здрав. Фала Богу. Со кршину многу. Па сум добар. Кога одлучи дека треба да создадеш семејство, ја пронеде Злата. Да. И- Многу не. Живеевте со старите, со мајката и татко? Мајка ми беше починена на 48 години. Татко ми остана с мене. Па така, со деца по школа, со деца малку земјоделие и така. Живеевте ли во старата куќа која повеќе Па од... живеем во старата куќа Но таа е премногу стара и и мора да градим друга куќа. И тоа. учнавте со супругот да ја правите таа куќа, Па така почнав. меѓутоа устана до оваа фаза, бидејќи немате средства. И па малку услови. Ќе се бориме. Што работевте кога бевте помлади, кога почнаа да ви се раѓаат децата? Па по нива. Земјоделие. Сади копир. Колку деца имате? 5. 5. Колку години ви е најстарото? Ова е најмалото? 21. 21. Како, ете, со нив издржувате? Рековте дека тоа најголемото дете ви било и болно и едва го спасивте. Што му беше? Операција се мала прави. Операција му правевте. Пред тој време многу во ми еше. И многу во живот имаше. Ја не седеше дома. Не идеше по туѓите земји. Дома не сум седел. Ја ќе доеше дома само 20 дена. Што донесе парите ги завоеше у куќата. И оставеше на татка ми некој пар. И реши да се жен. На 37 години. Него сакаше да замину да заработу пари. И реши кад зема пари, кад покри овој куќава, и не ми достигна још од крајот, па со санолитко да покрива. И па немам услови. Имаше на нива продаде и дојде до пари и го изгради. Така го изградивте куќата? Така. И у Сочи кад отиде, имаше уваа пара. $2200. Колку години имаше ти тогаш? Тој имаше 44 години. А веќе беше женет? Да. Имаше и синчињата. Двете синчиња, што се 20 двете годишни. синчиња. Што се случи во Сочи? Каква несреќа доживеа и како ја избегна смртта за Тоа е Злата? голема трагедија. Дори ми служете чецагај. Руката ми искршена. Што се случи тој ден?
Валето се случи каде извади платното. Не е кабаат човекът, е наш, македонец. Sve s Македонци съм работил. Kad digna platното и се kad полете краната од ампуда. Што имаше, што збра? Две потепа тој. Мене како држеше рукото на шалон, сајдата ме фати, ногата отиде. Добро, не сам жив. И ја отпадна унесет. После ми кажа, однесе ја не таму оружје. Четворица ли, троица ли рекја. Од мојто бригаду, еден умре, овие од другото бригаду. Да ти кажу, поштено имат четворица. Се ги докараа с авион. Твоите повреди сериозни ли беа? Каде продолжи да се Моја лечиш? рука беше многу лоша. Тоа ќе те спречи подоцна да работиш. Оде нема коска. Упаднал екранот кад работил таму и виж ногата повредил. И си дојде. И затоа мораше да се врати тука. Од тогаш не може да најде... Не може да најде работа. 6 месеца која ми руката беше. 6 месеца не сум знал дека имам рука. Времето за ова семејство како да застанал оној ден кога се случила несреќата на Драган, зашто тој ден тие не можат да најдат работа, не можат да удрат ниту шајка за да доправат куќата, а се поредко се снаоѓаат и да обезбедат храна за своите деца, кои веќе долго ја трпат сиромаштијата. Како живеете тука? Сиромашки. Так беше богато. Што значи сиромашки? Како ви поминува еден ден? Со 700 денара. Во денот? Да. Како ги обезбедувате тие 700 денари? Уред по шупинки. Толку е. По 35 динара. Ситното не се бере. Бери, кини. Не се бере, бе, там. И секој ден морате да одите за да обезбедите пари, Да, ако сакате да јадете. не па мора. Што да правим? Животот нема. Купувам по 2 кила брашно. Што купувате од тие 700 денари? Те ќе земемо брашно. Те имаше нешто пипер, те печени пиперки, те од подлиџанче нешто. Тоа го насадимо што насадимо. По 400 квадрата тој. Нема ни 400 квадрата. Испечи пиперки, подлиџанче направи. Тоа е сиромашки. Но тоа јадете во лето, во зима? Узимо од подлиџани направимо пинџур. Што викат ние наши. Тури увреги пинџур, бери. И тоа е. И води папори. Во зима има ли шипки? Има. Водимо многу далеко. Дури лисет, моиште, лисет. Снег не снег, морамо да живееме. Ово пустинче, далеко бе, не се носи. И децата ли ги ангажирате да берат со вас? Па и они ми помагат. А како со малото дете? Девојчето ми помага. Чувам го, носим го кога е топло времето и И бебето го носите? го носим во планина, е потопло. Уште 2 месеца го се бери и тоа. А другите месеци како ќе преживеете до наредната година? Не знам како ќе преживеам. Месечно колку имате приходи? Па нема приходи, Немате никаков приход. па немаш приход, Супругот не ви работи? па не работи, Зошто? па дека се запосли. Понекад брат ми Никола дооди од ред и утрето дони ми и јас одам со снима. И ти одиш. Тешко ли е да се берат шипки? Малку бодајат сипките, ама мене не ме боцкат. Како не те буцкаат? Потоа имаат трнчиња. Ти имаш нежни прстиња. Ама мене не ме бодаат. Вода, имате ли вода? Вода унутра не е уведено, овде само на пумпа. На лонче овако и корито и се избањам. Во корито? Во Внатре? корито. Внатре немате ниту тоалет? Па нема, оно имам када, ама вода треба да преклучам. Како ве бањаат мама и тато? Така, има тенџере, земеме, ставиме вода, згрееме
им се избањаме. Каде ве бањаат? Внатре во куќата? Да. И така преживувате, не земате никакви Не, бе, приходи? каква социјална идеја праѓава. Викат, Драгане, има земјиште. Абе, таа земја не е обработлива, бе, људи. Све е шума. Иде да маркирам дрва. Мои дрва. Не ми дај дрва. Иду збирај тамо вам каде е паднено дрво. Скапали дрва да огреju деца. Поголемите деца добри ли се здравствено да можат да Абе, добрите они се, добрите е да можат ли да работат? Абе, нема примање. Тражите и они. Кога би им се обезбедила работа, би работеле ли децата? Кога некој би понудил? Како не, бе? Много ми тражи, дај, викат, купи ни по едну кефу, купи ми овој, купи ми до школу. Највеќе до школу. Но вие немате пари. Викам, мајко. Викам, ватко, имаш и ти некој пару. Тато нема, купи брашното, купи квасац, купи сол, купи овој, купи оној, тато све е скупо. Толку за паре, бе, тато. Еве вие 20 динара. Како може да купи некој? Со 20 динари ги праќате помалите деца во училиште. Нема, тешко е и људи. Јаде компири, не надева преживее. Има компири. Постојано им варите кумпири. Па компири нема леп, нема пари. Леп не купувате. Па нема пари, да ако имаш пари ќе купиш, ако нема. Тоа ти. А за бебето? Бебето е оно, јаде компири, млекце за нега тамо. Од чипките оставај ми. Така. Па кога има брасно, мама го замеси и направиме киси, има мармелад и тоа направиме и отидеме на школа. А ако не купите брашно, ако не соберете чипки, тогаш како ве праќа мама во училиште? Па, Без јадење, без храна? да, понекад. Понекогаш? Да. И тогаш како ти поминува денот кога си гладна на школа? Па малку чудно. Што ти е? Ги гледаш другите дечиња јадат? Да, Си видела ли нешто да јадат поразлично дечињата од тебе, а ти нема мама пари да ти даде тоа да го купиш? да, јадат. Што јадат тие, а ти немаш пари да си купиш? Јадат бурек, носат ја од дома. Ти за бурек имаш ли пари? Си јадела ли бурек некогаш? Не, Не си пробала бурек до сега? да, Абе, сакаш ли да јадеш бурек? да. Како изгледа бурекот? Со што бурек? Со месо или со сирење? Со месо. Денеска што ќе јадете? Мама ќе направи нешто манџа. Манџа јадете. Кога има и леп, ја земам во манџата, го надробам и го јадам. Поубаво е со лепче, нели? Да, И поубаво се најадуваш. да. Но некогаш немате? Тогаш како го јадеш гравот? Така, Така, без леп. да. Како пишуваш кога е темно? Па, има една бетерија и јас се упавам и оно свети и јас пишувам. Со батерија? Но така нели те болат очите малку кога помалку свети? Не, Не те болат. Ти сепак сакаш да учиш и да бидеш добра во школа. да. Болката на овој родител го натерала тој неколку пати да посака да посегне по својот живот, но само вербата во Бог го враќа назад во реалноста да се бори за своето семејство и да се надева дека еден ден тие повторно ќе бидат среќни. Довади ми викам, дидо да се отруи негде. Фану уредат и да се отруи. Да ме беше утебал и мене там. Мртва да ме донесеше. А не да гледам овој неболju. Овој муку. Мене ми не потребно беше да направиш тамната соба. Собите да ви се средат? Да. Се живее ли така во такви соби?
И па сега, у таква средина сам што да. Спијам со сестра ми Драгана и со тато и со мама. А јас не знам нигде ако може да најдем работа. Да работиш кома на онака го, ама со превозот како ќе. А што имате завршено? Може ли негде да работите нешто? Средно, Имате средно? ко пенсионер. Ко дете знам, било и кад сам се родила, и јас било и сиромаштија. Ама чувам краве, овци продава и така. Можеш и на стучарство да удариш. Чува една крава и продае на телијете ти услови. Би чувале? Кога би Па имале ќе чувам, зашто да не чувам, ја чувам. На тој начин би имале и млеко, и месо, Па но и млеко и сирење. сирење. Јас само цело си правам, си работа. Само да дојдем до пара и ќе купам една. Те телеки извадиш од кравата, те млекце, сирење и со тоа. Него како да го купам. Знаете ли како човекот станува отпорен и издржлив? Минуваат болката, ударите, разочарувањата и си вели, продолжувам понатаму. Сваќа дека од соништата кој ги сонувал, не му преостанува ништо друго освен да ги заврти ракавите и сам да го промени својот живот. Тоа се случува кога човек ќе свати дека поентата на животот не е во лузните кои ги стекнал, туку во лекциите кои ги научил во животот. Даниел Богатинов од село Теранци одлучи да го стави своето срце на дланка, бидејќи неколку години, посебно последниве, навистина многу тешко живе. Тој е оставен од сопругата, одземени му се децата и нема веќе за што да се бори. Тој вели, немам смисла во животот. Затоа го става своето срце на дланка и побара помош од народот. Даниел Богатинов од 18 месеци останува сирак без татко. Можеби уште од тој момент се претпоставува тежината која ќе го прати сиот живот. Живее и расте со баба, слеп дедо и мајка која, како што вели тој, веројатно поради тешкото живење го остава сам со сестра му кога имал само 15 години. Можеби и не му минува ништо драстично тоа, зашто Даниел веќе мачнината и немаштијата одамна е имал почувствувано. Ги закупува и баба си и дедо си, единствените луѓе кои до крај ќе останат со него. Па со скромните пари кои како аргат ги заработува, ќе ги искористи за приправање на куќата во која наскоро ќе донесе невеста. Ќе создаде семејство, му се раѓаат 3 сина и додека еден ден тој работи во Струмица и се бори за фамилијата, повторно ќе се почувствува предаден. Овој пат од сопругата ќе рече тој, бидејќи таа заминува со децата во Италија и се премажува со негов прв браточет. Црни епизоди се нижат во животот на Даниел од неговото раѓање, а можеби и најтешката ја доживува лани кога поради неисправна инсталација гори и куќата која со 10 прсти ја градел самиот тој. Денес тој живее во импровизирана соба во која има само кревет и прозорец и никакви услови за живот. Стресот ќе му донесат и нарушено здравје и 2 мозочни удари на само 38 години. Затоа Даниел се моли за помош да се вработи за да може да обезбеди храна и да ја доправи куќата која пожарот му ја одзема, а потоа ќе може да се надева дека барем еден од синовите некој ден ќе дојде во посета за да може да му се исполнати срцето и душата. Даниел Богатинов од мал, 18 месечно бебе, останува сираче. Тежок живот живее како дете, уште потежок како млад. Го остава сопругата, го напуштаа 3 деца и денес на само 38 години бара спас, бидејќи нема никаква екзистенција и нема како да преживее. Се наоѓаме во село Теранци, Кочанск. Добар ден. Добар ден. Даниел? Да, јас сум. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Не повика пред известно време. Што беше твојата мака? Мојата мака беше околу куќата, имав запалено, горниот дел е запален, па затоа повикав ако може народот, луѓето, човеци да ми помогнат со што може. Со кого живееш? Сам сум со себе. Немам никој. Ова е куќата, куќава без прозорци. Да, погледнете. Која правеше оваа куќа? Јас го правев горе, прат, толку може. Горе веројатно не функционална во моментов. Кога се запале? Па пред година време, на 7 ноември. Минатата година. Ево, тука живеам. Но ова изгледа несредено и старо, лошо. Несредено, немам услови, немам пари, немам. Тука нема ниту врата. Нема.
сигурно во зима од сите страни ти дува. Дува, тоа е. Ова е животот. Еднаш порент, имам те благодарност на вас што ми сето лошо ми помогнавте. Немаш ли родители? Немам, татко ми се почина, ја бев 18 месеца. Мајка ми се прежени. Со жената после се разведовме. Со 3 дечиња. Ги гледаш ли децата? Не, Работиш никаде? не. Идам да работам дека ме викнат како рагатин помошник. Како се прехрануваш, како живееш? Ако работам денес, ти искарам ако не работам, нема. Ако ме Еве викнат негде, работам. Да речеме денес конкретно, со колку денари си во џеб? Имам само 20 дена. Што ќе купиш со 20 денари? Една паштета. Тоа. Или на баничка. Остануваш и гладен? Остануваше по цела недела, не сум взел че со лост. Колку години живеам. Тоа. Може да ми ја раскажеш од почеток твојата приказна и да побараме помош за да се среди твојот живот. Даниел е роден во село Теранци Кочани. Растен само од мајка, уште од малки ја почувствува празнината од татка си кој умира кога тој има само 18 месеци. Се грижал за старите баба и дедо, а еден ден за жал ќе остане сам без никој, зашто и мајка му одлучува да се омажи и никогаш повеќе да не го побара, вели тој. Ја останав сирек на 18 месеци, без татко. После, на 15 години, мајка ми се прежени. Од кое село потекнуваш? Од село Теранци. Тука си роден во ова Да, село? да. Од премногу мал си го искусил лошото? Лошото ја го прекарав пред 30 години. Без Може татко. би татко ти да бил жив, се ќе било поинако во твојот живот. Ке бил и ке ми е помагал, и фамилија ке имал и се. Сам што му станал човек тоа. Со мајка ти не си во контакт во Не. Скопје? Не, никако. Она кој се пожени, никако. Не те побарала? Не. Ние ме потражила, ние дојдела да ме виде жив, здрав, прав, само ако не се уви комшиите. Они поминат. Тево дечкото што да знам со него. Оно за мене. Комши, добар ли си? Здрав ли си, прав ли си? 18 месеца беше Данил, од нас Ирак. И од после тоа мајка му го изгледуваше, тука што можеше да помагаше. Со дедо му, со баба му живее. Они си беа башка со мајка му и со сестра му. И како се почина баба му, остана само дедо му. И после и дедо му почина, и он сам остана. Мислам со мајка му. После мајка му се пожени и они останаа сами. Смитате ли да беше неговиот татко, да не го оставал толку млад, да не починал толку млад, ке беше се поинако? Па друго е со родители. Друго е, значи, татко како татко се интересира. Кога за моето дете што сум се интересирал, така и татко ми се интересирал. Али така му било пишено. Со дедо ми живеев, дедо ми беше слеп, го чував. Мајка ми кога се пожени, дедо ми се помина и останав сам. Се оженив. Од таа разлика од, нели, од како остануваш сирак до 15-та година, ти, бидејќи имаш и слеп дедо, веројатно целиот терет од куќата беше на тебе. Да, сам го чував. Како дете, знаеш, мајка, само храна мајка, со 2 деца, од родникови стипендија даваа некако, пензија, како стипендија, додека беа на школа. Школото заврши и на мајка му учина таа стипендија и после почина со социјална помош. Лош живот. Сам со себе, без татко, без мајка. Работејќи помагаше на луѓето, на комшиите, да искарам лебза со слеп. Беше вработен во цигланата во Купчино. Та прави тука маго куќичка колку можев толку. Ама ко се деси оваа незгода? Мислејќи дека ќе ја победи судбината и надмине кармата од лошиот живот на родителите, Даниел млад одлучува да создаде семејство и му се раѓаат 3 деца. 3 негови наследници. 12 години тој оди и работи каде ќе го викнат и што ќе му кажат. Па еден ден додека го чекал семејството,
Добива глас дека веќе треба да продолжи сам бидејќи сопругата, вели тој, одлучила да се премажи со негов прв роднина и да замине во Италија. Тоа е и денот кога посреден пат Даниел ќе си ги види децата. Јас бев во Струмица тоа време, се оженив, створивме 3 дечиња створивме и после тоа со жената беме 10 години у брак. 12 години потполно. Она оде да го чува чичето и се пожени за прв братучет. Каде беше ти во тоа време? Ја ли, тука бев. Ја тоа него не знаев, дека она со први братучет ме изневерува. И вика, мајки си одам, викам дома, вика, ја не се враќам, вика, толку биде. Немам контакт со децата се по Италија, тоа е. На кого ги додели суда децата? На неја ги додели судот и ја не бев присутен тука, ја беше за Хрватска. Одел да работам, ама после тука се враќам, судско решение се разведен, самиот суд разведен, социјалните грижи што се помоша, додели и ги децата на неја. Ја ништо не знаеше. И после тоа пробав, немаше пари за адвокат, немаше пари за услови за да ги гонам работе, одов во социјалното, вика, она е старател на децата, тоа. Кога последен пат ги вида твоите деца? Не сум ги видел више 4 години. 4 години не сум ги видел. Сигурно секој ден ги мислиш. Како да не ги мислиш? Родител сум, створил сум ги, мъчил сум се за ние. Оваа куќичката каква е за ние, не е за мене. Се обиде ли барем некако да ги добиеш контакт? Пробав секој, они се под туѓа надзор. И од мајка и мојата сопруга што беше. И од мајка и од сега од тембарчето што е, они се присилени деца, значи да не говорат со мен, да не думат со мен никој. Како се викаат децата? Едно сиње Лазе, најстариот, Дарко и Филип. Дарко е средниот, Филип е најмалиот. 3 машки. 3 машки. Тројца наследници, но ни еден не е со тебе. Ни еден не е со мен, тоа. Може би кога ќе наполнат 18 години, ќе те побараат? Абе, нека ме побараат, значи они сега да дојдат, ја децата од овај двор не ги враќам. Значи, децата не ги враќам овај двор. Овај не е куќа, не е моја. Јас сам работил, го насал, печелил колку сам можел. Значи, ја нигде не сум. И никако да тргне на подобро животот на Даниел, Палани на 7 октомври уште една црна дамка ќе стави печат во неговиот горчлив живот. Додека тој бил на гости кај неговата сестра, дознава дека куќата му се запалила и дека сиот труд низ годините му оди во неповрат. Денес Даниел живее во мала собичка во која нема ништо освен кревет и мала маса, а темнината и студот му се единствените придружнички во деновите кога е гладен, но и во ноќите кога му е студено и е осамен. Затоа посакува само единствена шанса да се вработи, за да може да го врати долгот кон Ивана и да ја доправи куќата, а потоа ќе му преостанува само да се надева дека еден ден некој од децата ќе го посети и би останало со него. Јас не бев дома. Отидов до сестра ми и се враќам куќата, гледам горе. После дојдува од полиција, дојдува од пожарникарите, вика, они констатира дека од телевизор запален. Можно да направил спанеден инсталацијата за телевизор, да. Они тоа си констатира. Не е запалено со рака, не е запалено со ништо. Они тоа пожарното и полицијата на вика или од телевизор вика, или имаше таму кај бојар, малечук. Или вика од бојар, вика може да е направил негде спој, вика инсталацијата, вика од инсталацијата вика. Има струја и без струја цело ден. Зошто немаш струја денес? И па немам струја, немам кој. Очо ќе опатаме долго кон Евана, немам очо пари да опатам долго. Што ме тужија? Нема дека, теа бандерата, од тука си влечеше струја, жиците ми пречува Евана и тоа. Имаше една неплатена сметка? Да. Од колку денари? 1700 денари беше. 1700 денари и бидејќи не сум го платил долгот и како се деси куќата се запали, до извршител 240.000. Со извршител. За година дена. А немам да ги патам, не сум вработен. Не е вработен. Ако викне некој аргати, ти дека го викне, ти ќе поработи за парче леп, ти скара.
Сега живееш во, можам да кажам слободно, мизерни Може. услови. Едно Мизерни. сопче. Да, не е спремно нито сопче. Идем помагам на лајкова можам, да искарам за леп, за суслеп. Би ти Не. било ли од полза да се вработиш? Како не ми полза, зашо да не сум вработен? млад човек. Како секој вработен и ја да сум исто, секој да си взимам плата и ја, ама. И на тој начин и долгот би го вратил, но Да, и нешто да. би приправил. Може би тоа е единствениот спас. Некој тука од Кочани да ти понуди работа. Ја не се бавам од работа. Од работа не се бавам, значи ја ќе работам. Здрав сам, прав сам, не викам тоа, значи ќе работам, ама те викам долго шо ја ќе враќам, ама постепено, пример преку извршител тоа шо е, постепено ќе си врнем долгот. Ама ова те не може да направам ништо, тоа ова. Велиш здрав си, прав си. Дали си здрав на вистина? Не сум здрав. Имам Кога висок те притисок, почекавме, ми рече дека си во аптека. Имам висок притисок, имам пчиња, 2 пати имам удар добивано, крвен притисок. Тоа ти е се од нервози, Се од стресови. се од нервоси. Двата горема до крчија. Висок крвен притисок, веднаш беше паднал таму како е порта горе, после до на степениците. Никогаш кога не те викале за да работиш, кога не си се снашол подолг период, си останувал ли без леп? Само останал. Како тогаш го поминуваш денот? Седам си дома, така. Трајам си, нигде не да се молам, да просам, да тражам. И по една недела сум трпал за леп. По една недела? Да. Ти е срам да побараш од соседите? Срам е бил. Гледаме ние на некој начин да му помогнеме, тука што сме комшиите. Али не е доволно. Не можеме ние да собереме средства за да му помогнеме. Како го гледаш во иднина живота, Даниел? Во Која ти е иднина- целта? Имаш ли цел? Цел имам да можам те да си принаправам кукичката, колку можам да си принаправам. Деца ако се врнат после 18 години, едно да се врне, барем од 3, едночко да се врне, па да имам идеја за живот. Не се разочарам од животот, ама и сам разочаран, ама и па не се разочарам од Не животот. се предаваш. Не се предавам, ќе се борам доколку можам. Да се направи кукичката малку, да се среде. Ако има хумани луѓе, верувам дека има хумани луѓе, да му се среде кукичката за да живее нормален живот. Тоа што е, јас мислам, најпримарно важно, да му се најде работа, да може да вади за леп. Да. Моментално струја нема. Седе без струја. Струја, ако може да му се помогне да му се приклуче, друго да го вработат ако може. И да се приправи куќата. И куќата, ако може нешто помош да му дадат, да се приправи куќата. И ја како чичко тука, шо можам? Услужувам, со шо се може. Што најчесто ви бара? И бе ништо не ми бара, што ќе ми бара. Те нешто да му помогнат тука. Или дрва да пресечеме или било што нема друго ништо. Тоа е само те местенци, друго нема. Кој може да му помогне не е лошо. Велиш, не сакам пари, но ако може некој... Не кем пари. Пари ќе си спечалам со раците. Ќе искарам за леп, за слеп. Ако има хумани луѓе, да ми помогнат те околу куките. Шо пожарно тоа. Ако толку не кем пари. Пари не ми требат. Ќе искарам за леп, за слеп ќе си искарам. Кога човекот е тивок, веројатно нешто го боли, нешто му фали, нешто во душата му се меша. Кога човекот е тивок, веројатно некоја длабока рана се јавува како причина, рана која многу боли. И затоа, кога мислиш дека немаш ништо од тоа што си бил повреден, сети се само дека си добил искуство, лекција и си го запознал вистинското лице на луѓето кои ти се правеле пријатели. Се вели дека да се биде среќен не секогаш треба да го бараме совршеното. Треба да гледаме и да се научиме да гледаме подалеку од несовршеното. Тоа значи дека треба од несреќата да ја одвоиме среќата, од несовршеното совршеното, од злото доброто. Само на тој начин ќе бидеме подобри луѓе, а ќе развиеме и нашата хуманост и емпатија. Ајде да помогнеме на двете семејства кои денес ќе го стават своето срце на дланка, бидејќи само на тој начин можеме да ја промениме нивната животна судбина, да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се.